Во време на корона пандемија, во време на коронавирус, кога буквално спортските надпревари ги снема, кога немавме ништо да гледаме ниту петок, ниту сабота, ниту недела, малку да уживаме во она што спортот ни го дозволува, се случува еден убав момент во Македонија, се креира нова емисија, спортска емисија на моите колеги Слаѓан Ивковиќ и Никола Здравковиќ, кои што ги гледаме секој петок на социјалната мрежа Facebook, еве ги со мене. И денеска посветуваме внимание на нив заради тоа што заслужуваат, не расположија овие 2-3 недели. Јас така ќе кажам, Гол 3+ е новата емисија или ГГ 3+, не знам како е сега точно. Тоа, добро утро дечки и се надевам наспани да си направиме опуштен, релаксиран муабет. Така е, Стефан, благодарам за поканата. Веќе добро познати Гол 3+ или ГГ 3+, секој петок. Овој петок четврта емисија, баш како што кажа, во време кога буквално се беше стишено, се беше сведено на нула и спортски настани и секаков тип на настани, и тоа како верувам за секој љубител на спортот му дојде ова освежување или би рекол неформален начин на спортски емисии, нешто што кај нас го нема. На Балканот, Европа и светот познати како подкаст забавни спортски емисии, информатори, кога се води еден неформален, неконвенционален разговор, посебно со драг колега кој заедно растевме на студентските клупи, решивме она секојдневно или утринско кафе да го направиме баш пред камери со оние наши типични спортски муабети. На тоа додадовме и гостување на спортски поинакво ниво, тоа што го правиме секојдневно со нашите спортски филозофирања, особено што за ваква емисија мислам дека секој момент е погоден момент, пошто ние како балканци, особено и ние во Македонија, сме нација каде што има една широко распространета група, мислам најшироко распространета од сите, а тоа се малски експерти и филозофи. За се луѓе кои што не сакаат некој да ги ограничува кога ќе почнат да зборуваат, да кажуваат за фудбал, за кошарка, за спорт. Така што сакавме ние како представници од таа група да овозможиме нешто на таа група и на оние кои што ќе им се види проектот како симпатичен, без некои лажни мудрувања, без некои лажни експертизи, туку буквално како што размислува еден малски експерт, тоа да може публиката конечно го види и на камера. И тоа е сведено за секој еден од 7 до 77 години може да уживаат во една ваква. Да, ми се допаѓа моментот, оние што гледале знаат, оние што не гледале нека пуштат Facebook, обавезно може да ги видат. Не дека се губи професионализмот, но е вметната дозата на малски муабет. И баш тоа ми се допаѓа. Не е типична спортска емисија каде што ќе имаме типови, каде што ќе кажуваме еј Барселона ќе победи, туку шармот си го додава елементот, но морам да ве прашам, во време на корона пандемија, кога немаше што да типуваме, немаше ништо да гледаме, колку е според вас вистински моментот, од друга страна можеби стварно е момент кога ќе не врати малку во спорт? Искрено чекавме Бундеслига прва, нели германската Бундеслига се активираше и веднаш 24 мај, мислам беше првата емисија, веднаш ја сведовме на германското фудбалско првенство, со тоа што дадовме некои типови меѓу нас што ги типуваме и заедно со гостинот. Полека се враќа така сите спортски настани. План Б, тоа беше ако заради некоја виша сила германците не почнеа и тогаш имавме Белоруси, имавме оние поалтернативни лиги, тука да се покажеме какви експерти сме со казахстанци, со белоруси, со Бурунди. Ама ти си ги имаш повеќе тие, тоа што јас го гледав, ти си ги владееш, Казахстан, Иран и... Ја што следам од лиги, тоа на играчите фамилиите не следат. Верувам и кај нас и пошироко не може да најдеш експертот за фудбал. Не е само да го знаеш Меси, Джерард и Лампард што играле пред 5 години. Добро, ајде малку конкретно сега за емисијата, од каде е идејата и кој стои позади нели овој проект, официјалните работи да ги кажем. Така. Јас имав претходно можност да соработувам со момците од Медија Так продукцијата. Тоа се едни тешки легенди кои што размислуваат доста младалачки во поглед на тоа младата и надоаѓачката публика што сака да гледа. Они препознаа во мене таков експерт на тие непотребни спортски знаења, кои што сакавме ги ставиме некако во функција да бидат потребни, ако ништо забавни, и ни дадоа можност да направиме една таква емисија. Значи, буквално што се вели,
ни дадоа одврзани раце и шанса од нула да почнеме со 100% доверба во нас и за идеи, и за сценарија, и за изборот на гости и се останало. Така. Да, четврта емисија ќе биде сега во петок. Ајде, кои беа гости до сега? Почнавме со наши фудбалски имиња истакнати, како Васовски беше Александар првата емисија, втората со Игор Митревски, Владко Грозановски, се тоа фудбалери кои ставија некаква трага и со репрезентативните настапи во нивната клубска кариера. Така, не планираме секако само на фудбал, затоа оваа четврта емисија е со наш истакнат кошаркарски репрезентативец Андреј Магдевски. Наредната, верувам, имаме веќе договорено и нов кошаркарски гости, нема да го откриваме сега и ќе ги менуваме спортовите, а не значи дека можеби ќе се задржиме само на спортски имиња, спортски фаци, може тоа да прерасне во некој друг тип, како пејачи, некои истакнати актери, тоа нема. Со нас во студиото како ќе го рачкаме за спорт, така, затоа што е стриктно за спорт. Во секој што се појавува на телевизија, без разлика дали е спортист, пејач, лежи некаков навивач, фан, можеби малки клавилничар, страсти, така. Во сите лежи тоа во нас, барем сите имаме израстато со така. Тикет во петок са бајлечки и да ни почне викендот. И во вторник са бајлечки. И во вторник са бајлечки, Лига шампиони сега немаме, ќе ни се врати кога ќе дојде времето. Колку имате визија за овој проект, не колку, туку сигурно имате визија да излезе на телевизија? Дали имате таков план или пак можеби кога би излегло на телевизија ќе бидете ограничени во моментот на изразување и на на шалите кои што ги кажуваат? Или? Па со тоа што ние сме отворени апсолутно за проектот да биде пласиран на телевизија, затоа што сепак телевизијата е најмоќниот медиум и гласило во 21. век. Нели интернетот се развива рапидно, меѓутоа сепак пак телевизијата е некако на пиедесталот. Се губи малку тој момент, но да. Сепак уште некако ја посматраме како нешто што се наоѓа на еден пиедестал, а со оглед на тоа што ние сме еден самостоен проект кој што би влегол одстрана и мислам дека не би требало никој да не ограничува, особено што шармот на емисијата му ја дава токму ваквиот нејзин формат. Да, еве поздрав и до директорот во моментот што не гледа, за да можеме да вметнеме спортска емисија. Сакам да ја прашам зошто е потребно според вас да се направи надворешна продукција? Зошто во Македонија еве се нема слух за спортски емисии, дали поради фактот дека на фудбал одат по 150 луѓе фамилиите и тие што продаваат семки, тоа е факт, тоа не е нешто ново. Дали поради фактот дека едноставно спортот во Македонија е на многу ниско ниво? Нема факт, брат, кај нас се знае што се пласира, или се серија или политика. Политика буквално засенува се и да сакаш простор можеби за спортска емисија ќе добиеш, ама во некој ударен термин, бидејќи тоа сака валја народот кај нас, не знам, насочени се на политика и зошто на пример не вметнете и политичари во вашата емисија кои што ќе типуваат? Јас мислам доста да ги политичари. Доста може да се видат и отвори фрижидер ќе ти излезе затоа што тој човек кога ќе дојде во студио, јас не можам како навивач да го посматрам, него политичар си. Сепак е политичар. Политичар си, да. А инаку мислам дека проблемот е освен во тоа што го рече Слајан дека има и доста работа, мислам, политичари кај нас не мора да се мешаат и увакви емисии, нека ги остаат нивни допрени. Нема, многу работа има. Малце е проблемот тука кај нас и во спортовите, едноставно кај нас во еден спорт, одреден клуб, одредено време станува популарен, се финансира, се популаризира и после некоја година тоа знае да падне, паѓа интересот малку и кај луѓето, кај народот, кај публиката, така што верувам и тие корења некако пробиваат и во медиумите, кога газдите треба да проценат дали треба да се инвестира во било што спортско или не. И буквално да викнеме некој од прва фудбалска лига, било кој фудбалер, дали еве и од најзвучните Вардар и Шкендија, па мал процент на публика може да го препознае. Дека нема преноси еве на телевизија, се изгуби тоа чувство да се оди на трибина, да се навива, да си имаш свој клуб што ќе го почитува. Се е буквално исполитизирано и народот е ставен во еден, да не речам кафе, сама еден ринг, каде што се ограничени што да гледаат по телевизиите и немаат многу избор. Се знаат кои се телевизиите кај нас и што може да понудат. Колку сме назад е фактот вчера, еве, например, во Србија најголемото дерби, во време на корона пандемија играат Партизан Звезда и има 25.000 гледачи.
Не знам во Македонија кога беше последен пат кога некакво дерби, зборувам за на ниво на клуб, не на репрезентација, се случило такво Па нешто. супер купот кога ни беа Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид. Зборувам за македонски Македонски фудбал. Например, еве сега гледам дека доста по Фејсбукови и по социјалните мрежи се вадат од архиви поранешни 90-тите, мислам последно. Еве, например, се направи споредба толку тогаш на Вардар Пелистер колку имала публика, или например на Вардар Силекс, па и купот кога го играа Шкендија, Македонија, Ѓорче Петров. А например, еве сега дури Вардар Шкендија кога играат, тоа е некоја респектабилна бројка, меѓутоа ништо повеќе од респектабилна. Не е некоја вау бројка со која што можеме да респектабилна во однос на другите бројки што ги гледаме, не дека ќе видиме некогаш полна трибина. Се базира емисијата која што ја правите и на гостувања и на ваши шеги и препирања, но и на протиставени ставови, но и типувања. Дали вие се обложувате сега, мене ме интересира? Јас искрено ливчињата што ги типуваме си знам да отидам до кладилница и да ги уплатам, така да баш дали се предходната за еден гол остана ливчето да го фрлам во. Пошто малце поризично ги типувам овие во емисијава, бркам поголем коефициент, а во кладилница е тешко да погодиш поголем коефициент, па него во кладилница играм на посигурно, ама знаеш тоа како бива, кога играш на сигурно, првата те зезнува. Секогаш. И после чекај се ги другите сигурни што ништо нема да ти сменат. Не знам, јас викам за луѓето што фаќаат повеќе од 5 коефициенти дека се фанатици научна фантастика ми е тоа. Некако им честитам. Јас на пример кога го потам 2 коефициент се една ќе промашам. Едноставно тоа е. Почнува од денеска, ќе ти одржиме некоја лекција или почесто гледање емисиите. Една кратка обука. Па може, зашто да не, и ти си. А кој е подобар од вас двајца сега дека сте ривали? Ајде сега четвртата епизода ќе ја гледаш. Ова прашање го чекаш, ова прашање го ќе ја гледаш четвртата епизода и секој ќе четвртата епизода дава темелен одговор на ова прашање. Ајде најавете, што ќе гледаме во четвртата епизода? Петок од 12 часот. Разликата е речиси половина од мене до пријателот. Тоа ти е како Роналдо од Драгоманце против еден Меси. Тоа е таа разлика. Минатото коло имаше среќа, значи како иде она изрека дека не ќе карта кај поштен човек, а тоа не е слаген. Така да коефициенти убоде 2-3 добри скокна, така да мене ќе ми треба некоја болештина од коефициенти на редниве брети кола. А ви имате момент на кој ќе погоди? Да, имаме една табела за гостите, само што ја правиме како првенствена, ама имаме и наша што си ја водиме као дерби со нашите коефициенти. И Слаген ти водиш? Слаген за сега да. Сега е клучно. Види, искрено ќе ти кажам, Никола, познавајќи го Слаген приватно, тогаш треба да си трибидус. Ја мислам брате, не треба да губи мотивација, ако не оваа сезона, наредната ќе бе стаса. Ја многу мозгам, ја филозофирам, а он што толку разбира, дај нафрли нешто, па ако погодиме. И факт е со обложувањето дека почетниците и оние што не знаат, многу често знаат да погодат. Ето те. Да, брате, јас на 30 години уште ако сум се сметам у тие што не знаат. Па те сметаме ние. До сега требаше да ги уновчам сите тие ливчиња. Се трудиме и тоа ти викам, ако не ова, верувам следната сезона ќе ме стаса. И со коефициенти и со баш за ова зборував, драги гледачи, оние што не виделе, за ова зборувам, за тоа и се интересни, впрочем. Почнува шпанско првенство денеска, до сега имавте нели Бундеслига, малку да позборуваме, ме интересира ваш став како во моментов експерти за типување, ќе ве наречам и колеги сега новинари. Бајерн бега 7 бодови од Дортмунд, таму ситуацијата можеби ќе кажеме дека до негде решена, јас мислам 90% дека е решена. Знаејќи Бајерн каква екипа и како фудбал располага, тешко дека Борусија и не знам дали трета екипа моментално има шанси да парира. Не може да му парираат на Бајерн. Така е да Бајерн е неприкосновен во Германија веќе години наназад. Во Ла Лига ќе биде мошно интересно, и разликата меѓу Барселона и Реал Мадрид е само 2 бода. А со оглед дека не се игра фудбал, нели не само во Шпанија, веќе 3 месеци, јас избегавам многу да типувам на сигурно кец двојка или X ретко се случува, нели идам на голови, така да не предвидливо, а очекувам да се истурат со голови како на почеток што беше и германското првенство.
Така да можеби препорака е повеќе на голови да си. Слеќен ти најваш за Барселона, знам, а ти си за Лацио. Да. Тоа го видов во емисиите, но бидејќи е само 2 бода, тука има место за дискусија. Така. И ајде сега да чујам дали Барселона или Реал Мадрид е реалниот победник оваа година. Според се она што беше прикажано минативе месеци, а сега веќе се враќа и Луис Суарес. Па јас мислам дека тука најубаво ситуацијата ја опиша Сантиаго Канизарес, легендарниот голман на Валенсија и на Шпанија. Вика, кога ја гледам Барселона, викам Реал ќе земе, кога го гледам Реал, викам Барселона ќе земе. Значи, Ама таа изјава беше пред неколку сезони дека Роналдо беше вајде. Да, бе, Ривалдо кога беше. Што немаше што сега дозволи. Ама човекот управа, значи таман ќе влезат во некоја форма, па ќе влезат во некоја серија киксови нерешени за другиот да се приближи. Тоа е тоа, таа игра едните и другите имаа по 6-7 бода у однос на другиот и си Па се стига. менува, Така да ја мислам коронава која помина во подобра физичка спрема за да може да ги издржи утакмиците и набиеното темпо, дека тој ќе ја земе титулата. Мене ми делува Меси го гледав деновиве на тренинзи многу гладен за голови, така да кога ќе го видиш Меси во таква ситуација, Види, брат, Барселона е гладна и за голови, и за победи и нормално е што остава простор и игра на нерви за да се доближи малку Реал да стане нели шпанското првенство поинтересно за секој еден да ја следи. Зошто ако е како во Германија, уште одма да ги отпишеш и да кажеш готова Барселона зима нова титула, нема да биде интересно. И си игра и онака на нерви, буквално да им даде шанса малку за да биде интересно и на Реал, брат. За Титула, ја мислам не. Ја малце му давам као проценти 57-49 му давам на Реал шанса, мислам дека физички е малце Реал поспремен. А и дербито последно што го изигра, некако не беше реално да биде нерешено. Реал малце ја стаи Барселона у тука ќе се шише. согласам. Да, тука ќе се согласам. Мислам да помине ова Мислам дека на крај ќе падне волку добра ќе биде дебата. разликата на крај. 2 бода, 3 од прилика меѓу првиот и вториот, а са во чија корист, ја малце на Реал му давам. Не може, брат, треба две да киксне Барселона, ти распоредот на Барселона Не го се виде секрете како киксне. за да Реал исплива со плюс 2, така да за титулата е јасна работата дека ќе биде неизвестно до крај, ќе остави Барса простор сигурно. Барселона си освојува, јас си најам за Барселона. Намерно им го поставив ова прашање и ваква дискусија за да видите зашто станува збор во нивната емисија. Ова го гледаме постојано кога се они во моментот како водители. Еве уште едно прашање сега, уште повеќе ќе те представам тебе како за крај на разговорот. Сега за Италија. Италија е исто ситуацијата. Таму веќе Јувентус и Интер и Лацио тука се имаат шанси. Значи Лацио е печен после 20 години да освои титула. Ево една навивачна Лацио. Јувентус во 2 утакмици во шише го ставивме. Ќе си кажам ставивме, нема што го ставија во шише. 3-1 и 3-1. Разликата е минорна во една утакмица се последната утакмица. 5 на плюс Лацио? го чекав Лацио и како се Имобиле промашува Имобиле. сам на крај и јас Лацио не го сакам. Има и една српска Па, види сега. како беше кој стави Лацио бачи. Джабе паре баци. Значи така. пази, тоа се луѓе што не знаат да се кладат и Лацио им е крив, разбираш? Она Секоја чест за оваа бара сезона на лиги. Лацио, ама како што кажа, печени се има да Погодно ние изгледа. навршна на Лацио која ја освоил претходната титула, јас сум бил трето оделение. Сега замисли колку време чекаме титула. Ама тие не биле ни родени, тие не знаат како изгледа. Мислам знаат како изгледа кога ја дигал Манчестер титулата. И физичката подготвеност како што можевме да видиме од некои и како што пишуваат светските медиуми за Роналдо во Јувентус, тешко дека може Лацио да се понадева на Јувентус има посилна клупа, Јувентус има за Дефинитивно во и Италија ростери. 5 кола да игра со различни играчи. Ама Лацио е во подобра форма, во подобар ментален склоп мислам дека има екипата и дека сега е моментот тоа да се искористи. Тоа е Дон Никола Анчелоти. Не Заги извини. Менталниот склоп више им го простудирал на фудбалерите Мене Лацио. Заги може комотно скаут да ме земе. Ето да гледачи. Да, дечки фала ви за одвоените минути што дојдовте во Добро утро секој утро. И мило ми е што започнавте со еден проект кој што се надевам и ќе созрева, ќе има нов концепт. Другата година можеби уште повеќе ќе се гледа, секако е супер гледан 3 емисии кога ќе се соберат над 150.000 над 200, извини, над 200, да не ве набредувам. Над 200.000 прегледи, така да фала ви уште еднаш што дојдовте. Фала Стефан.
Нека останат и гледачите со Алфа телевизија, бидејќи има што да понудиме денес. И Форца Лацио.